Вработени во конфекции, приватни здравствени установи, карго услуги, ресторанти, казина, автошколи, до гласен текстилец се пожалиле дека на сметката не им легнал задолжителниот регрес за годишен одмор. Помал дел од пријавите се за газди, кои на своите вработени наместо 11.400 им исплатиле символични 100 или 500 денари. Повторно имаме по 500 денара, по 100 денара. И еве пак ќе речем, значи од тие 62 вкупно фирми кои што ги има во датабазата каде што се пријавени, 46 не исплатиле воопшто. Така да за таму еве дури Државен трудов инспекторат ќе отиде, ќе им каже дека треба да исплатат К15, меѓутоа колективниот дозволува тие срамни суми од 500 од 100 денара да поминат, па дури и таму каде што има синдикално организација. Исплатата на ваквата сума е резултат на сегашното законско решение, кое дозволува фирмите кои изминатиот период работеле во загуба да исплатат минимален износ. Од Штипското здружение ќе бараат да се донесе нов закон за работни односи, во кој К15 ќе има минимален износ и ќе биде задолжителен за вработените во приватниот, но и во јавниот сектор. Реакции имаат и за законот за недела неработен ден. Очекуваат да биде оспорен пред Уставниот суд. Не се работи само за текстилните фабрики, се работи за трговските центри. Ми е мило што еве помалите маркети нема да работат и тие жени кои што нели претежно се жени вработени во маркетите и во трговските центри, сега ќе имаат еден слободен ден. Меѓутоа трговските центри што правиме? Од Штипското здружение за работнички права посочуваат дека ќе иницираат фирмите кои постојано го кршат законот за исплата на минимална плата, наместо прекршочна и глоба од 500 евра, да добиваат кривични пријави.